Makedonsko devojče, kitka šarena, Vogradina navrana, dar podarena. Светот е нашата школка, а сите вие сте бисерот во неа. Почитувани гости, драги наши жени, голема е честа и задоволството да ви посакаме топло добре дојде токму во македонскиот бисер Охрид. Токму од овде, од прекрасниот Охрид, ви посакувам добре дојде на втората глобална женска лидерска конференција во Македонија Јас сум жена. Почитувани, неизмерна е радоста, неизмерно е задоволството втора година поред да ве видиме во толку голем број овде. Дозволете ми, од моје лично име, од име на организаторите на конференцијата, да ви се заблагодарам за учеството и интересот за овој настан која става токму жената на пиедесталот. Борбена, гласна, образована и реализирана. Почитувани, ве поканувам да ја проследиме химната на Република Македонија, денес над Македонија, во изведба на нашата 16-годишна Мила Пеовска. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули,
македонски шумно пеат. Нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Мислам дека оваа изведба заслужува уште еден аплауз. Драги наши, целта на оваа конференција е осознавање на положбата на жената во сите професионални области. Преку дискусија за предизвиците, за проблемите со кои секојдневно се соочува жената овде во Македонија и надвор од неа. Денес, исклучително реализирани македонски жени од многуте во Македонија и надвор од неа, преку 4 панел дискусии ќе ни ги пренесат нивните приказни, знаење и искуства. Ќе ни понудат идејни решенија за поголема интеграција и еманципација на жената во Македонија и светот. Почитувани, би сакала да потенцирам дека во торбичките кои ги добивте при регистрацијата имате празни картички на кои ќе имате можност да напишете прашање наменето за тренерот за животни вештини, Вишнија Дурацовска, која ќе ви ги одговори во склоп на незиното предавање после ручек паузата. Продолжуваме понатаму. Картичките секако со вашите прашања ќе можете да ги оставите во кутијата на масата за регистрација до крајот на втората панел дискусија. Почитувани, оваа конференција не би изгледала толку светски, а македонски без довербата и поддршката од нашите спонзори. Обштествено одговорни компании на кои од мое лично и од името на организаторите искрено и од срце им благодариме. АД Триглав осигурување, Албо лична заштитна опрема, Орбико, Охридски бисери Ристески, Трикси Бокс, Simple Do, домаќинска куќа Перустија Недановски, Замок Александар, Цвеќара Нени, Дизајн Принт Студио, Лабино Саунд, Мега продукција, Брод Армада, Пивара Скопје, Кожувчанка, Ладна вода, Ресторан Белведере, Винарија Монестери, Моден бренд Алшар, Антарис, Здраво живо и маркетинг агенција Да Маркијан, кои се погрижија за графичкиот дизајн за оваа конференција. Истовремено, изразуваме голема благодарност за поддршката од Општина Охрид, Општина Битола, Општина Прилеп, Општина Кочани, Општина Могила, Општина Илинден, Општина Газибаба, Општина Киселавода, Општина Ѓорче Петров и Општина Новосело. Ке ве замолам за уште еден голем аплауз за придонесот на сите овие општествено одговорни компании. Почитувани, сега на сцената ја поканувам нашата Ана Дуковска да ја отвори конференцијата. Ана, повелете. Жена. Онаа која од секогаш успевала да го зачува пламенот на семејното огниште. Дефиницијата за борба и непокор во животот, македонската жена, онаа која ги пее на љубавите песни, онаа која ги везе препознатливите македонски везови. Везилката на Блаже Конески, мајката на Кузман Капидан Неда, бесната Лавица, па се до Цвета во македонската крвава свадба. Тогаш во страдалното време се борела храбро за својата честност, нација и вера, како бунтовник за своето влегувала во борба за сопствените чеда.
Жената денес во 21 век. Го има ли жената местото на пиедесталот кое го заслужува? Слободна ли е жената денес или заплеткана во канџите на некој кој си замислил дека е надреден над неа? Од една страна жена до смрт претепана од незиниот пијан сопруг, жена жртва на семејно насилство, а од друга страна пратеник, градоначалник, министер, председател на држава. Жена на која не е дозволено да го продолжи своето образование, да се вработи, и тука застанувам, анализирам и сваќам. Не, ние жените не сме по слабата половина, ние жените сме еднакви. И сето тоа секојдневно го докажуваме со доза на сопствен став, доза независност и зачинето со амбициозност. Жена која денес умее да се справи со предизвиците на 21. век. Онаа која успеала да се избори за денес да биде инженерка, архитектка, оджачарка, воено лице, специјалист за сајбер безбедност, тренер за животни вештини, композитор, етномузиколог, актерка, балерина, пијанистка, фотографка, психолог, наставничка, пратеничка, но пред се жена, мајка, тетка, се извинувам. Мајка, тетка, баба, сестра. Храбри мајки раѓаат храбри ќерки, храбри, се извинувам. Храбри мајки како мојата која седи меѓу вас сите храбри ќерки. Би сакала да ги поканам да ми се придружат на сцена Анета Механџиска, Искра Коровешовска, Нина Јанева Николовски, Магдалена Забазновска, Ребека Јанковска-Ристовски, и Клементина Брзаковска. Начало с вами. Чест ми е ексклузивно пред сите наши ценети гости, да обзнанам дека пред вас стои основачкото собрание на Сдружение за вмрежување на жени, едуцирање и истражување Јас сум жена. Сдруженијето Јас сум жена е мрежа на успешни и реализирани жени во сите сфери на општеството во Македонија, заинтересирани да го споделат сето свое знаење и умење, искуство, своите вештини и својот целосен потенцијал без било какво ограничување од стандардните стереотипи, со цел трасирање на патот на идни генерации успешни и реализирани македонки. Инспирирани и охрабрени од предизвиците и проблемите со кои се соочувале жените низ годините, за денес да уживаме права и привилегии за кои тие се избориле, а свесни дека одговорноста е наша да ги шириме хоризонтите на идните генерации, да создаваме програми и проекти преку кои ќе ги совладуваме постоечките бариери и стереотипи, како последици на факторот полова нееднаквост во Македонија и обуки за поддршка на мајки и старатели на лица со попречености. Целта на Јас сум жена е да се допре до жени во сите сфери на општеството, низ нивните примери да ја осознае положбата на жената, со кои предизвици и проблеми се соочува на секојдневна основа и да изнајде идејни решенија за надминување на истите.
Создадено од Жена за жена, Сдруженијето Јас сум жена организира настани и нуди програми, проекти, работилници, предавања на домашни и странски експерти на сите теми од интерес на една жена, со аспирации и амбиции да биде пред се независна, финансиски стабилна, образована и опремена со сите вештини и квалитети за да биде суштински фактор во општеството, кој ќе ги донесе потребните промени и ќе создаде повеќе можности за идните генерации. Драги жени, ние можеме, ние умееме, ние знаеме како. Добре дојдовте на втората женска лидерска конференција и извинете за мојата емотивност. Почитувани, ве поканувам да ја проследиме првата панел дискусија на тема Македонки во градежната индустрија. Модератор на оваа тема ќе ни биде Емилија Василевска, искусен професионалец со богата кариера во областа на комерција, набавка и продажба. Почнувајќи од многобројните работни позиции во различни компании, таа го развива своето искуство во управување со продажбите, координација на набавките и стратегиско менаџирање на производите. Со образование во областта на хемијата и завршени курсеви, таа демонстрира способности за тимска работа, комуникација, преговарање, осигурувајќи успешни решенија во динамични работни околности. Да ја проследиме првата панел дискусија. Светот на градежната индустрија традиционално владеело убедувањето дека тоа е простор резервиран исклучително за машкиот пол. Но со текот на времето и социјалните промени, ова убедување се променило, а македонските жени почнаа да се издигнуваат како силна сила во овој креативен и иновативен сектор. Нивната посветеност, иновативност и преданост кон градежниот процес донесе нова димензија во индустријата, отварајќи пат за истражување на можностите за рамноправност. Македонките во градежната индустрија не се само пример за промена на стереотипите, туку и светло за инспирација. Од брилијантни архитекти и инженери до стратези и менаџери, македонските жени докажаа дека нивниот талент и ентузијазам може да го трансформираат пейсажот на градежниот сектор. Нивните приказни се исполнети со предизвиците и успесите што ги подигнале од изградба на иновативните објекти до предводување на тимови и облекување на нови стандарди. Сепак, иако се постигнати големи успеси, уште има многу работа за да се создаде подобра рамка за развој на жените во овој сектор. Оваа панел дискусија најавува истражување на пречките што се уште ги ограничуваат жените, како и можностите кои чекаат да бидат искористени. Ќе ги прикажеме нивните приказни за успешност и упорност и ќе изградиме диалог за начините за подршка и наградба на учеството на жените во градежната индустрија. Имам чест на темава да разговарам со 3 исклучителни македонки успешни во градежната индустрија. На сцена ја повикувам Кристинка Чулак, дипломиран архитект, председателка на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Архитект со 30 годишно и континуирано работно искуство и активен ангажман во сите фази на професијата. Во својот работен век имала прилика да даде активен придонес во работата на бројни стручни комисии, архитектонски конкурси и други стручни тела. Покрај тоа била ангажирана како советник за инвестицијски активности и институции од значење за државата. Следна ја повикувам Николина Шутиновска, магистар по електротехника со специјализација во обновливи извори на енергија. Со 7 години искуство истражува и работи во сферата на електричната енергија. Вработена е како специјалист за фотоволтаични системи во голема европска инженерска компанија. Коавтор е на приручник за фотоволтаични системи и активно учествува во инженерски заедници. Николина е добитник на престижни награди и признанија
за својата преданост и придонес во областа на обновливите извори на енергија, меѓу кои и инженерски прстен. И Марија Самарџиевска Дворник завршила на Технолошко-металуршкиот факултет Скопје насока екстрактивна металургија. Стручно личе за безбедно заштита при работа, специјалист за заштита од пад, како и национален судија за пинг-понг. Учесник на повеќе предавања, семинари и работилници од областа на менаџментот и управување со човечки ресурси. Но за жал, заради незиниот професионален ангажман, денеска нема да присуствува на нашата конференција. Кристинка. Македонските жени го бележат својот прв пробив во градежната индустрија во втората половина на 20 век, особено во реконструкција на поземјотресното Скопје. Историски акцентот е ставен на жените архитектонки и нивниот значаен придонес кон архитектонската сцена во Македонија. Овој период, за време на интензивно архитектонско и урбанистичко творештво за Љубинка Маленкова, Вера Ќосева, Мимоза Несторова Томик, Василка Ладинска и многу други. Споменатите македонки оставиле свој отпечаток со проектирање на бројни национални и комерцијални објекти, а со тоа придонеле за поголема видливост и вреднување на архитектонското и културно наследство кои тие го оставиле на идните генерации. Од денешен аспект, дали сметате дека делата на споменатите дами ги отворија вратите на македонските жени во градежната индустрија и дали сметате дека струката архитект ја добива заслужената позиција во општеството? Ви благодарам за поканата за присуство пред се на еден ваков настан и поздравувам сите присутни и од срце и благодарам на Ана за поканата и нејзината способност да организира вакви настани, да го привлече вниманието на јавноста и да го даде фокусот на теми кои што навистина има потреба од обработка. Ние живееме во општество кое што сметам дека е прилично демократско на темата родовата еднаквост или нееднаквост, можда повеќе во појавниот дел отколку во позадина, што она се случува во семејствата, секој си знае дома. Меѓутоа е тема која што навистина е вредна за внимание, тема на која што треба да се поддржи, на која што треба интензивно да се работи. Да, имате право, архитектурата е специфика и област која што не само кај нас и во светот се уште важи за машка професија. Меѓутоа, за несреќа, во пост земјотресниот период во Македонија, за несреќа на сите оние настрадани семејства и луѓе кои што во тој период навистина настрада, беше момент кога архитектурата во нашата земја стапи на сцена на голема врата. Во тој период, кога навистина беше и мало архитектонската активност на територија на Македонија, како дел од бившата Југословенска република, можноста за вклучување на сите фактички беше потреба. Вклучување на архитектонскиот и инженерскиот потенцијал во периодот на обнова на државата, обнова и враќање во нормала на животот не само на Скопје, туку и на цела република. И во тој период им се даде особена можност и шанса и жените архитекти да го најдат своето место, покажувајќи дека со вклучување на своите капацитети и на своите способности, рамо до рамо можат да чекорат и во оваа се уште машка професија. Вие ги спомнавте имињата на сите драги повозрасни мои колешки кои што на сите нас ни беа пример во тој период на школување и драго ми е што и денес еве во оваа прилика се потсеќаме на нив. Секоја од нив има навистина богато и историско минато со својот придонес даден во развојот на архитектурата и градежништвото на територија на Македонија. Но тука особено нема да цитирам детали, не се ни важни, тие сите стојат по архитектонските архиви, но сакам да кажам дека не само што беше дадена и можноста на голема врата да влезе и жената во областа на архитектурата, беше дадена можноста и да биде признаена како успех, како фактор, особено со воспоставување на наградата Андреа Дамјанов за најдобро архитектонско постигнување, награда која што во тој период единственото архитектонско здружение, Асоциација на архитекти на Македонија ја воспостави.
И покрај многуте добитници, многу од нив се и жени до ден денешен. Значи, уште еднаш само да кажам дека на вистина се согласувам со вас дека патот во пробивањето на жената на архитектонската сцена е со задоцнет тек, меѓутоа денес можеме со гордост да констатираме дека веќе не е проблем да бидеш жена архитект во таа професија. Ви благодарам. Николина, зошто токму инженерство? Која беше вашата мотивација да ја одберете оваа професија? Што е тоа специјалист за соларни системи? Здраво, прво јас да ве поздравам сите, да се заблагодарам за поканата на Ана и на цела организација од Јас сум жена. Иначе, зошто инженерство? Уште како мала, иако бев и уметничка душа, некако бев многу залюбена во математиката. Се она што води до некои логични решенија, до некакви заклучоци, остално ми било многу возбудливо. И кога дојде време да одбирам што ќе студирам, сватив дека всушност инженерството е област каде што тие сите равенки кои што ги имаме на хартија го добиваат својот облик. И кога се размислував која помеѓу тие инженерски дисциплини, некако електротехниката ми беше најмагична. Затоа што тие равенки на хартија се претвораат во нешто што не го гледаш, а цел свет го користи, а тоа е електричната енергија, нели? И така се одлучив да продолжам во електротехника. А зошто баш обновливи извори и фотоволтаични системи? Тоа сето некако дојде спонтано. И би кажала дека тоа е работа на соништата на секој инженер на денешницата да работи со обновливи извори. А зошто е тоа така? Бидејќи јас сметам дека генерациите на инженери, на нашите дедовци, беа оние кои што беа задолжени да воспостават некакви основи на производни капацитети, да развијат колку толку дистрибутивни мрежи. Потоа генерацијата на инженери на нашите татковци и мајки беше онаа која што требаше да ги развие тие производни капацитети, да ги прошири, за да дојде време тие за жал да бидат, бидејќи се од конвенционални извори, да доведат до ваква ситуација каде што има загадување на светот, каде што се одиме кон глобално затоплување и на нашата генерација е оставено да го смениме сето тоа. И ние сме тие што треба да ја направиме таа транзиција за да преминиме кон обновливи извори на енергија. Не е туку така, мислам на знамето на Македонија е баш сонцето. Тоа е така затоа што Македонија има повеќе од 280 сончеви дена во годината, што е многу повеќе од нашите соседни земји, така што мислам дека тука има некоја поврзаност. И имајќи го тоа во предвид дека баш Македонија е таква земја, а треба да целиме кон обновливи извори, мислам дека сонцето е баш оној потенцијал, оној ресурс кој што ние треба да го искористиме. Ви благодарам. Кристинка, со какви предизвици се соочувале од почетокот на вашата професионална кариера па до денес? Ве молам, раскажете ни кога и како одлучивте архитектурата да биде вашиот професионален избор како жена во прилично машко доминантна професија. Во продолжеток на тоа, вие сте во комората на овластени архитекти и овластени инженери од 2012 година. Кажете ни повеќе за оваа институција. Кои се целите? Кои се незините успеси, што ве мотивираше да станете член на оваа институција, а подоцна, денес и нејзин председател со мандат до 2025 година? Веројатно, прифаќањето на предизвици е предзнак на најголемиот дел од моите животни одлуки, па би почнала од изборот на професијата архитект. Тоа се случи уште во средна школа, кога во програмата во гимназијата во која што завршив средна школа во Битола, гимназијата Јосип Брз Тито, која важише за една од најпрестижните и најстрогите гимназии во тоа време во Македонија, беше опфатено изучување на предметите нацртна геометрија и перспектива. И веднаш после средбата со нацртната геометрија ми беше јасно дека мојата идна професија ќе биде поврзана со просторот и обликување на просторот, и таа одлука беше запечатена веќе во наредната година кога почнавме да изучуваме перспективата. Тука не помогна ни убедувањата од страната на татко ми да се запишам на медицина, ниту пак насочувањата од страна на мајка ми да го продолжам нејзиниот пат. Таа е денес
пензиониран професор по математика, дури пак ни искуствата на повозрасните мои другарки кои веќе беа запишани на факултети, кажуваа дека е многу тежок факултет, дека има многу работа, непреспани ноќи, цртање, откажување од многу младешки задоволства. Така и го завршив архитектонскиот факултет. И во периодот кога после завршувањето требаше да се бара работа, опција да се работи нешто друго, освен професијата, беше исклучена, а вработување во било која од тогашните градежни компании и проектантски куќи беше толку многу тешко што испадна дека единствената опција е започнување на свој приватен бизнис. И од тука некако почна и можда најголемиот предизвик со отварањето на таа моја приватна компанија како косопственик заедно со мојот партнер, во која што бев јас првата жена на косопственик на проектантска фирма во градот. Првата жена која што почна да работи целокупни проекти за интериери и исто така нешто што во тој период се уште тоа е, значи раните 90-ти години, беше работа со која што во суштина и не се ангажираше архитект, освен во делот што го побаруваше законот и каде што мораше. И драго ми е што покрај сите други проекти што во тој период сум ги работела на проектирање на објекти од различен обем, овој мој ангажман можам да го издвојам затоа што успеав да наметнам некаква култура за вклучување на архитектот и во тој дел. Затоа што дури и денес се уште не е вклучување на архитектите во уредување и интериорно средување на било каков простор, не е законски регулиран. Понатака, мојот професионален пат ме вклучи во ангажирање во делот на надзор. Тука навистина се соочив со машкиот свет, каде што како жена и млад архитект треба да му кажеш на мајсторот или на повозрасните колеги дека тоа што го работат не е согласно проект, дека треба да се коригира. Тука требаше навистина да се застани цврсто на ставот дека јас знам како треба, а неговата работа е да го направи така како што јас треба да го потврдам за да се потпиши и да се одобри на крај. Така да професионалниот пат се движеше во тие насоки понатака, до менаџирање на големи комплексни објекти и од значење на државата и инвестиции финансирани од европски фондови. Вклучувањето во професионалните организации и здруженија сметав дека е неминовно на патот на еден професионалец, затоа што само ако преку вклучување во такви организации човек може да ги согледа проблемите, но и да се вклучи активно да придонеси за подобрување. Нема да зборувам каква е сликата во нашата професија во земјата, секаде има проблеми и секаде има потреба од придонес. Најчесто тие вклучувања се волонтерски, така и беше во се до овој момент, откако станав председател на комората, затоа што пак таа функција е платена функција и јас сум редовно вработен, како и останатите вработени во комората, меѓутоа процесот на избор е малку поинаков. И сите се овие предизвици на патот животен и професионален, кои што човек треба да ги прифати или да ги отфрли, или да ги бара полесните патишта. Никогаш не сум била личност која што ги бара полесните патишта, напротив, сум се фаќала во костец со сите тие предизвици. На крај само сакам во тој список на предизвици да го кажам мојот најголем, најдраг и доживотен предизвик, моите две деца, кои што се практично деца на мојот втор сопруг, а јас станав нивни старател на нивна 8 и 13 годишна возраст, кога тие навистина беа... Благодарам. Во еден емотивно слаб период и јас сум среќна што успеав да ме прифатат како нивна мајка и тие се бојата на мојот живот. Браво. Ви благодарам. Инаку во кратки црти за комората, затоа и е знакот на комората на позадината на овие картончиња како потсетник. Комората е единствената институција во државата која што е овластена да ги регулира професиите кои се вклучени во градежната индустрија,
по сила на законот. Сложеноста на незиното функционирање се состои во тоа што таа има 12 професионални оделенија. Во моментот се препознати 12 професии во градежната индустрија, кои што се со закон, со документ овластени, значи сите наши домашни и странски лица кои што сакаат да работат на нашата територија, мора да исполнат одредени услови да се јават во комората, да го добијат овластувањето и да бидат легитимни на пазарот на трудот. Но, тој сложен организацијски систем на функционирање на оваа институција беше практично предизвикот што кога беше фрлен пред мене од страна на колегите, ајде, пријави се на овој конкурс да бидеш во овој мандат председател, беше најголемиот предизвик. Како да се спојат потребите, желбите и можностите на сите тие професии во една од најголемите, најмоќните индустрии, градежништвото, а притоа секој да си го најди своето место. Страшна е состојбата и условите во кои што работат колегите, дали се тоа проектанти, ревиденти на проект, надзор на терен или на самото градилиште. И токму во таа насока инженерот големо и, така беше и насловена мојата програма со која што конкурирав на таа позиција, го стави инженерот во фокусот, пред се да се обезбедат што подобри, што подостојни услови на сите кои што работат во оваа индустрија, а со тоа да ги задржиме нашите младите да не ја напуштат државата, да останат тука и да бидат дел од оваа наша градежна историја и индустрија. Благодарам. Николина, вие сте поранешен председател на клубот на млади инженери, а сега сте во советот на председатели. Може ли повеќе да ни кажете за клубот? Мислам дека беше 2018 година, кога инженерска институција на Македонија доби мејл од председателот на млади инженери на Европа и ја праша инженерска институција на Македонија дали има некоја младинска организација која ги обединува сите млади инженери и би можела да се вклучи како таква да биде членка на европските млади инженери. Јас во тој период бев подпредседател на клубот на носители на инженерски прстен кој ги обединува сите добитници на инженерски прстен из годините. И бидејќи инженерската институција немаше тогаш таква организација, да речам, која само што содржи млади инженери, се одлучивме да го формираме клубот на млади инженери. Во клубот на млади инженери може да членуваат инженери кои што се во последната година на студирањето, како и сите дипломирани инженери се до наполнување на својата 35-та година. Го формиравме клубот и отидовме на конференција во Малта, на тие конференции на европски млади инженери, каде што ќе ја промовираме инженерската институција на Македонија и ќе кажеме кои ќе бидат виднина целите на клубот. Таму се презентиравме и Советот на европски млади инженери едногласно гласаше дека сакаат да бидеме нивна членка и со тоа Македонија стана првата земја која што не е членка на Европска унија, а е членка на европските млади инженери. Потоа тие конференции се одржуваат 2 пати годишно и ние преку разни спонзорства успевавме некако да присуствуваме на тие конференции. Меѓутоа не застана апетитот тука, туку сакавме да бидеме домаќини на таква конференција и напорно работевме и се спремавме и на конференцијата во Мадрид презентиравме како би изгледала конференција во Охрид. И тука бевме во конкуренција со Прага, Копенхаген и Загреб. Значи тие 4 града беа во конкуренција. Меѓутоа ние покрај нашиот инженерски дух го поседувавме тој балкански X-фактор и знаевме да се здружиме со сите и некако кога беше гласањето и кога беа со различни бои, која боја е за која земја и кога ги гренеа картите и кога видовме дека сите едногласно гласаат за Охрид, ние останавме вака. И стварно бевме многу зачудени и се спремавме напорно, ама за жал дојде короната
и конференцијата се одржа онлайн. Конференцијата стварно беше од висок калибар, ни беше патрон претседателот на државата, сите менаџери, директори на фирми, универзитетски професори присуствуваа, мислам онлайн присуствуваа на конференцијата. И сите од Европа стварно не пофалија до толку многу што рекоа кога ќе заврши конференцијата сакаме нова конференција во Македонија, сакаме стварно да дојдеме и да ја видиме вашата земја и ја го користам овој момент да кажам дека следната конференција на европски млади инженери е од 5 до 8 октомври во Скопје. Така што сите заинтересирани може да се пријават, картите се во продажба и ќе бидеме во контакт. Секако. Благодарам. Кристинка, штом ги детерминиравме предизвиците, сме чекор поблиску до надминување на истите. Имате ли идејни решенија кои сметате дека би овозможиле на жената да биде третирана интелектуално еднакво помеѓу своите колеги, кои би ја унапредиле положбата на жената во оваа професија и би ја отворила широко вратата на идните архитектки? Мојот покоен татко имаше една изрека која често ја повторуваше, една вистина голема мудрост. Викаше, кога знаеш дека имаш право, само ако знаеш како да го оствариш своето право, ќе го добиеш своето право. Така да, јас сум имала среќа да растам во семејство во кое што тие стереотипи помеѓу машките и женските задачи и обврски не беше пресуден и сум научила дека само ако се избориш сам, ќе го добиеш своето место. Така сум и воспитана. Значи, човек треба сам да се избори за она што го сака. Но треба јасна визија, јасна слика за што е она што се сака, цврста желба да се исполни тоа што се сака и сето тоа проследено со упорна посветена работа и континуирана едукација. Едукација основна, надградба, доживотна едукација, формална и неформална, затоа што единствено така може да се обезбеди, да се трасира правиот пат и единствено така може да се справи човек со предизвиците кои што му предстојат. А сите идеи и идејни решенија, имајќи ги во джебот сите овие квалификации стекнати преку упорна работа, едукација и познавање на темата на која што човек сака да работи цел живот, излегуваат сами пред очи. Решенијата сами си доаѓаат после, како решавање на било која состојба или било која ситуација. И затоа сметам дека мотото дека треба упорно да се работи, дека треба човек да биде фокусиран и да ги сонува своите големи соништа, не безпоштедно вклучувајќи се во сите процеси, е единствениот патот за напредок, успех и уште поголеми достигнувања. Ви благодариме. Николина, кои се предизвиците што една жена ги среќава во вашата индустрија, особено како една од поново развиените, и кога би биле вашите совети за да се унапреди положбата на жената во оваа професија? Кога бев тазе дипломирана, бев на едно интервју за работа и работата беше, да речам, во една од поголемите македонски енергетски компании, меѓутоа немаше стандардно работно време, туку беше ако има дефект, одиш негде поправаш, било каде во Македонија, работиш, цело време си на повик и јас тогаш без искуство, нормално секоја работа ми беше добре дојдена и сакав да стекнам искуство и се пријавив на тоа интервју. Директорите на фирмата беа 5 души, се сеќавам, карши мене, сите машки. И ме интервјуираа. Јас за среќа го повторив материјалот пред интервјуто, па расторив и беа толку задоволни што ми рекоја, значи најдобар кандидат беше од сите. Меѓутоа си женско. Ова работа стварно не е за женско. Како ти ќе градиш фамилија, како ќе работиш вака? Женско не може да работи вака. И јас, добро, тоа е. Ако не ме земат, не ме земат.
После тоа си размислувам и си велам, стварно е така, оваа работа не е за женско, како ќе работам јас вака, и го кажувам тоа на мојата менторка на магистерски и ми вели, Николина, зошто размислуваш така? Па оваа работа не е ни за машко, јас син ми нема да го пуштам таму да работи. И кога ќе видиш, тоа е вистина така, нема женски и машки работи, има подобри и полоши работи. Тие што се полоши работи си за машките полоши, и на машките тоа им е потешко, не е само женските, и машките имаат фамилија, и машките сакаат да бидат дома со децата. Така што во тој момент престанав да размислувам така дека тоа се предизвици кои што една жена ги среќава. Во нашата работа има предизвици за двата пола и затоа сметам дека и за разлика ете и од западно европските земји, во Македонија жената ужива некоја повисока позиција, барем во инженерските позиции. И досега стварно јас во моите години на кариера не сум осетила некако дека некој ме дискриминира заради тоа што сум жена. Сепак мислам за позицијата на жената да се развива во нашата област, дека не може така да се одговори, туку треба да речеме како позицијата на инженерот треба да се развива во вашата област, а таа ќе се развива само со учење на нови работи, учење на нови технологии, со тоа што ќе бидеш добар колега, ќе сакаш да помогнеш, ќе сакаш да сработиш, и тоа е единствениот пат. Иначе сакам да кажам дека добитници на инженерски прстен низ годините се повеќе женски отколку машки. Точно така е, констатацијата дека тоа е факт, фактографски податок дека од сите досега 200 и Не се сеќавам на точна бројка. околу 240 добитници на инженерски прстен. Тоа е награда која што ја доделува Комората на властини архитекти во соработка со Инженерската институција на Македонија, и оваа година прослави 20 години постоење на таква институција, и на таква престижна награда доминираат жените добитници во инженерството. Браво. И за крај, кога Кристинка би имала можност да разговара со 15 годишната Кристинка, непосредно пред носење на одлуката при избор на кариера во оваа индустрија, што би ја советувала денес? Нека тоа биде ваша порака до младите девојки кои размислуваат да градат кариера во оваа индустрија. Архитектурата е прекрасна професија. Професија со безброј можности за безброј избори, која што е комплексна, напорна, тешка, сложена, но изборите се создаваат затоа што практично ги комбинира делот на природно-математичките науки и уметноста. Дел од колегите повеќе одат во делот на уметност, тука е и местото на инженерството во оваа професија. Значи толку е шаренолика и екзотична што јас топло ја препорачувам на сите оние млади девојки кои што се двоумат дали да влезат во таа професија, како што кажавме на почеток, се уште важи, како професија во која што е доминантен машкиот свет. Меѓутоа, треба само да се препуштат и да не калкулираат, да ги води идејата, желбата, срцето, и секако дека секој ќе си го најди својот пат. Благодарам. И кои се вашите следни активности? Која е вашата порака за сите млади девојки кои сонуваат да станат успешни инженери? Како што кажав, јас работам со фотоволтаични системи и туку што завршивме еден проект во Македонски Брод кој што е на РИТ и е во Карпес терен и е многу интересен проект. Колегите во нашата фирма градат проекти низ цел свет и велат дека тоа е најтешкиот проект кој што го изградиле, замислете. Дори во Минхен има една конференција за фотоволтаични системи кој што е најголема во свет и на видео одеше проектот Македонски Брод. Тоа сега го завршивме, а исто така моментално работиме на фотоволтаична централа над стариот рудник на Тосломеј, и таа е прв проект во регионот каде што стара ископна рудник се претвора во централа од обновливо потекло, и тој е проект во моментов. Се надевам дека и во иднина ќе работиме такви проекти, и овие ги споменав бидејќи ми се посебно драги, бидејќи не се фотоволтаични системи кои што се на обработливо земјиште.
бидејќи нели земјиштата се делат на земјоделско или градежно земјиште, меѓутоа и тоа градежно земјиште некогаш во иднина може да се претвори во нешто друго, каде што би можело да има нели агрикултура да се одгледува, а на овие две места не може тоа да се прави и многу ми е мило што тоа го искористивме. Во иднина технологијата оди кон батерии за складирање, за мене тоа е нешто ново и сум возбудена за да го научам. Тоа е многу брзо, бидејќи како што оди развојот на обновливите извори на енергија ќе мора да се складираат, бидејќи нели сонцето не свети 24 часа и тоа се нови предизвици за мене. Кон младите девојки имам порака да не се плашат, да немаат предрасуди, едноставно да не мислат на машки и женски професии, да го работат она што го сакаат, она што ги прави среќни и да бидат да бидат истрајни кон својата цел и да учат нови работи континуирано. Ви благодарам. Панел дискусија на теми македонки во градежната индустрија. Се надевам дека уживавте во советите и во идејните решенија кои што ги споделија со нас нашите прекрасни панелистки. Почитувани, продолжуваме со втората панел дискусија, предвидена на тема македонки во нетипични професии, под модераторство на Елена Мишева Бајгора. Елена Мишева Бајгора има богато работно искуство во различни области, вклучувајќи имплементација на програми, IT безбедност и маркетинг. Дипломирала како софтверски инженер, се надоградувала со повеќе IT обуки и курсеви. Ја има проследено и обуката од најголемото тело за техничка сертификација за сајбер безбедност во светот. Мастер студии во областа на компјутерска безбедност и менаџирање на стратегиски комуникации. Почитувани, уживајте во втората панел дискусија. Во современото општество, жените се се повеќе присутни во различни сфери на трудот и професионалните активности, но сепак се соочуваат со предизвици и стереотипи кои можат да бидат ограничувачки. За да се поддржи истражувањето и дискусијата околу овие теми, создаваме панел дискусија способна да ги одбележи и анализира предизвиците и можностите што ги имаат жените во техничките и технолошките професии. Оваа платформа ќе биде место каде што жените од различни професии ќе ги споделат своите искуства, ќе ги идентификуваат бариерите со кои што се срќаваат и ќе го потикнуваат диалогот за насоки за надминување на овие предизвици. Од инженерки до компјутерски научнички, од воени лица до владетели на новите технологии. Секоја учесничка на панелот има шанса да ги изрази своите мисли и ставови, за да се створи потсетник дека жените имаат многу да придонесат во овие области. Панелот дискусија е иницијатива за поддршка, надеж и инспирација на жените, кои сакаат да го изградат своето место во техничките професии. Советување дека ќе се потрудиме да овозможиме воведување на иновативни идеи, действени стратешки решенија и поддршка за развој на жените. Со гордост ги најавувам нашите учеснички на нашата втора панел дискусија македонки во нетипични професии. Јасмина Атанасова Симјановска, родена во Кочани, дипломирала на Архитектонскиот факултет на УКИМ на одсекот за проектирање. По дипломирањето работи како инженер, архитект во повеќе компании, главно како проектант, но исто така и како надзор за градба и ревидент на проектна документација. Автор и коавтор на повеќе проекти од различни области, главно на објекти од посебно општествено значење. Јасмина е единствениот женски оджачар во Македонија. Марија Ѓоргиева, дипломиран преведувач и толкувач од англиски на македонски јазик, која е помошен директор за партнерства при глобалната Cyber Алијанса. Како дел од тимот за партнерства на Алијансата, таа идентификува нови организации, компании и институции кои се желни да придонесат на развој на решенијата и алатки за сајбер безбедност. Таа се залага за градење на сајбер безбедносни заедници и сектори на светско ниво. Со над 12 годишно искуство како проект менаџер во доменот на развој на работната сила и развој на екосистеми,
Со посебен осврт на иновации и технологии ужива да оптимизира оперативни процеси и да гради мрежа на соработници и помага во создавањето на благопријатна атмосфера за имплементација на различни иницијативи и проект на глобалниот сајбер-безбедносен екосистем. Зорица Здравкова Николова дипломирала на правен факултет, има прилично импресивна биографија. Нејзината воена кариера се состои како шеф на административна канцеларија на команда, Петровец 2004-2006 година подофицер за персонален менеджмент во воздухопловната бригада Петровец 2006-2017 година, како и правник во секцијата за персонал во прва пешадиска бригада Петровец. Била представник на армијата од 2021 година, но повеќе би сакале да слушнеме околу ова лично од неа. Почнуваме со Јасмина. Јасмина е архитект-одачар, повремено писател, повремено поет, понекогаш и сликар. Немирен дух и љубопитен интелект. Но на Јасмина архитектството не е единствена пасија, па затоа во 2015 година се здобива со диплома за џачарство во Загреб, Хрватска, и е првиот и се уште единствениот дипломиран џачар во Република Македонија. По здобивањето на оваа диплома активно работи на унапредувањето на оџачарската дејност и едукација на сертифицирани оџари. Колку жени се занимавале со вашата професија во минатото и сега? Во минатото не се занимавале, функционирале. Во минатото не постои македонка која што повторно не функционира. Мислам, веќе сите ме слушнавте, во минатото не постои македонка која што била оџачар да се бави професионално со оваа дејност, нели, затоа што тоа е машка работа. За среќа работите се менуваат многу. Јас сум се уште единствениот дипломиран оџачар затоа што пред мене не постои едуциран оџачар. Тоа се луѓе кои што ја вршат дејноста помалку или повеќе успешно, луѓе кои што не знаат што точно значи современото оџачарство, кои што не ја знаат технологијата на работа, и многу тажно не се води сметка за безбедноста при работа, затоа што оваа професија има своји предизвици. И многу често неедуцираните оџачари ќе направат многу поголема штета отколку што ќе си ја завршат работата како што треба, затоа што не се едуцирани, затоа што не ги знаат техничките аспекти, технологијата на работа и така натаму. Јас дипломирав во Загреб, каде што оџачарството е на ниво на комунална дејност, каде што оџачарството значи комплетна контрола во однос на екологијата, на заштита на воздухот, верувате или не, дури и на почвата, во однос на еколошкиот аспект, контрола на фондот на ложишта, на состојбата на оџаците, на состојбата на приклучните цевки, начинот на чистење, верувате или не, луѓето се многу изненадени кога јас ќе одам со моите оџачари на пракса, каде што кога ние чистиме, не мора секогаш да се качиме на кров, чистиме од приклучокот на цевката и луѓето се малку збунети. Ниеден оџачар нема да добие сертификат од мене ако не комплетно не ги почитува правилата што се однесуваат за заштита при работа. Затоа што, верувајте, ова е тешка професија која што може да има сериозни последици на здравјето. Јас не сакам да некој добие сертификат, а да при тоа не може да се грижи за сопствената безбедност, а потоа и по безбедноста на луѓето каде што влегува да работи. Тоа е првиот момент. Вториот момент, ниеден оџачар нема да добие кај мене сертификат ако кога ќе излезе од местото на работа не го остави тоа место на работа во комплетно
добра состојба во однос на хигиената. Не сме да остане прашинка после нив, а камоли саги низ просторијата, не дај Боже, не сме да се случи да цидовите околу оџакот бидат измачкани со саги и така натаму. Значи, одиме на едно крајно современо оџачарство, кај мене учат на најсовремените алатки, орудија за чистење и за контрола. Контролираме состојбата на горивото, ако се работи за дрва, процентот на влажност, начин на складирање. Сакам да кажам дека современиот оџачар има пред се советодавна улога. Пред, како архитект, морам да се надоврзам, теориската обука опфаќа и конструирање на оџаци. Што тоа значи? Каде да се лоцираат? Затоа што ако зборуваме за Скопје, каде што најголемиот процент е грење со градско парно, меѓутоа во останатите градови, каде што имаме грење со дрва, со нафта, плин или, не дај Боже, нешто што не треба да се гори, тогаш советодавната улога е пред се. Како да го складираме горивото, дали е тоа доволно безбедно. Советодавната функција е да се обезбеди местото. Советодавната функција е каков треба да биде оџакот пред самото градење. Ние инсистираме на тоа пред почеток на секој на работа, пред да се даде објектот, ново изграден објект, во функција, независно дали се работи за домување, дали се работи за општествени објекти, мора да се направи атест на оџакот. Јас тоа го правев на мојата практична работа што ја имав во Хрватска и овдека веќе инсистирам на тоа. Пред почеток на работа, пред почеток на објектот да функционира, веднаш после изградбата да се направи атест на оџакот. Зошто? Тоа значи најмногу за здравјето и безбедноста на луѓето кои што живеат тука. Не е потребен, никому не му е потребен пожар, а верувајте ми, најголемиот процент на пожари во земјава се поради неисправни оџаци, поради недобро конструирани оџаци, дотраени оџаци и така натаму. Никој не сака да за пожар од 20 минути го изгуби сето она материјално добро кое што го градел цел еден животен век. Нели? Ви благодарам. Сега имаме прашање за жените во сајбер светот. Марија, жените во сајбер светот докажуваат дека нивните вештини, креативност и детална аналитичност, независно од полот, отварајќи врати кон иновации и сигурност во дигиталниот пейсаж. Марија Георгиева, успешна жена која работи сајбер безбедност. Колку жени се активни во Македонија во вашата област и каков напредок забележуваме во овој аспект во споредба со минатото? Така, па јас би рекла дека имаме напредок, да, но тој е мал. Искрено сметам дека во Македонија се уште нема пред се доволно експертиза кога станува збор за сајбер безбедност, за да ги задоволи потребите на националниот пазар, а потоа да не правиме мовет за регионалниот и светскиот пазар. Причината за тоа не е заради тоа што нашиот сајбер безбедносен екосистем е во зародиш, тоест тоа е во народски кажано, нели, како мало бебенце. И ги правиме сега моментално првите чекори, се оформуваат координативни тела и се работи на сајбер безбедносниот закон, значи на национално ниво, туку заради тоа што сајбер безбедност е напредна технологија, заедно со вештачката интелигенција, машинското учење и нејзиниот раст и развој како технологија за време на ковидот енормно порасна. Значи се разви и се забрза. Потребите на глобалниот, на светскиот пазар, кога станува збор за сајбер безбедност пред ковидот и после ковидот и текако не се исти. Да не речам за 10 пати повеќе порасна.
и тоа во сите сектори. Зошто? Заради тоа што дигиталната трансформација се го направи своето и како сите процеси и други сектори што претрпат дигитална преобразба, така и криминалот за жал претрпи преобразба и она што се случуваше порано, да не речам физички криминал, сега еволуира и се претвори во онлайн криминал. Колешките кои што јас ги имам затекнато во Република Македонија се, да речеме, колешки кои што порано се бавеле или со информатика, која станува збор за технички експерти, значи програмерки или девелоперки, па сега се доквалификуваат и се престројуваат во сајбербезбедносниот екосистем. Или пак станува збор за професионалци кои што работеле во, не знам, легислативното поле, но сега почнуваат пополека да ги учат потребите на сајбербезбедносниот сектор и да испитуваат кои се, да речам, се потребите на легислативно ниво или кога станува збор за продажба, какви се хардвер, софтверски решенија постојат, со цел да можат, значи, да развијат една професија во сајбербезбедност и да се занимаваат со сајбербезбедносни, нудење на различни сајбербезбедносни услуги. Ти благодарам. Зорица, во воената област бројот на жените и нивната улога е предмет на промени и развој. Во минатото традиционално воените професии беа доминирани од мажи, но мора да напоменеме дека најголемите царства позади себе имале жени, кои иако низ вековите мокте им се припишувало на мажите, жените од секогаш ја представувале интересната страна на историјата. Некои од нив оставиле силен печат во времето во кое живееле, а кое до денес има влијание врз светските текови. Каков е тековниот статус на жените во Македонија во воената област во споредба со минатото? Добар ден и од мене, ви благодарам најнапред, Ана, на поканата. Убаво е кога ќе може човек да ја види и од друга страна, не само во униформа и во униформираниот дел таму кај нас. Морам да кажам дека имаме напредок во однос на минатото, значи уште од 1992 година од осамостојувањето имавме жени во армијата, меѓутоа тоа беа жени кои што беа цивилен персонал, значи жени кои што не беа во униформа. Полека, но сигурно почна промоцијата на првите жени офицерки, тоа се случи во 1996 година, беќе колешките оваа година замина и во пензија, за да потоа, после 3-4 години, почне да се одржува и да се спроведува редовно курсирање на кандидати и кандидатки за стручно способување и усовршување за подофицери и офицери во армијата. Имавме еден период застој, каде што од 2008 година па до 2014-15 немавме воопшто ниту еден спроведен курс за офицери и подофицери, за жал, но од тогаш, па ете, можам да кажам дека стана пракса и еднаш годишно веќе курсевите се спроведуваат. Интересен е моментот што од пријавените кандидати можеме, и тоа е факт, да заклучиме дека едно 20% се жени, што мене лично ме радува. Исто така факт е дека жените не се само бројка во армијата, туку тие се дел од армијата, рамо до рамо со своите колеги. Жени кои што се на функција, значи имаме жени кои што се командирки, имаме жени кои што се началнички, имаме жени кои што се дури команданти на одредени батальони, и секако ја имаме и жената аџјутантка и председателот на државата. Се надевам дека тој број во иднина и ќе расте, па зошто да не и да имаме и првата жена генерал во блиска иднина. Рамноправноста за жените се однесува на идејата и праксата на обезбедување еднакви можности и третмани на жените, на ист начин како што се обезбедува за мажите. Ова вклучува секакви форми на дискриминација и неправност, вклучувајќи ги стереотипите и бариерите кои се спречуваат жените во нивниот напредок. Со какви предизвици се соочивте во вашата професија? Вака, мојата професија, како да ја дефинирам, која од нив? Дали дипломиран архитект, фриленсер, дали дипломиран оджачар, дали наставник по стручни предмети, дали енергетски контролор, дали
судски проценител на недвижности. Значи, работиве се менуваат, така да мислам, околу овој проблем, можеме да кажеме дека секогаш има можности. Некако излегува дека ова е се уште машки свет. На прв поглед. На втор поглед не ќе да е така. Затоа што на сите нас ни е јасно дека нашето место во кујна па и не е толку неопходно, нели? Нашето место во куќата и не е толку неопходно. Нашето место како мајка е да. Ама не дека таткото е помалку важен за едно дете. Во однос на дискриминацијата машко-женско, тоа сепак почнува во домот, почнува од најмала возраст, почнува со самото раѓање. Јас мислам дека на секоја од нас ни се смачи да бидеме принцези, да бидеме под стаклено звоно, да бидеме чувани, колку, додека сме дома со мама и тато, а што после тоа? Одеднаш стануваме сопруги, одеднаш стануваме мајки и одеднаш сваќаме, чекај, која е тука принцезата? Па сваќаме дека ние баш и не сме до толку принцези, излегува дека нашата подобра половина, како да ја наречеме, излегува дека всушност, па тие биле принцезите. Нели? Секој од нас го доживеа тоа. Дискриминација. Не е тоа до мажите, тоа е до нас. Колку ние ќе дозволиме? Зошто воопшто дозволивме? До каде ќе оди тоа? Јас сум мајка, незаменлива како мајка. Ама мајка. Јас не сум слугинка на моето дете. Ниту на мојот сопруг. Нели? Јас не сум чистачка на моето дете и на мојот сопруг. Јас сум мајка, а извинете, ако сакате да се напиете вода, повелете, кујната исто толку далечена од вас колку и од мене. Ако ви треба нешто, повелете, земете си. Меѓутоа, ако ви треба поддршка, ако ви треба совет, ако ви треба разговор, тука сум. Нема проблем. Секогаш зборуваме за рамноправност. Јас велам, зошто јас барам рамноправно? Затоа што јас не се чувствувам рамноправно. Ама јас не се чувствувам нерамноправно. Напротив, има толку многу работи во кои што се чувствувам и тоа како супериорно во однос на било кој маж. Професионално, емоционално, во ниеден случај јас лично не можам да прифатам нерамноправност. Освен ако на вистина физички добро, не сум баш најсрекна да морам да растоварам камион со цемент или со дрва. Ама па сега, Боже мој, нели секој од нас се соочила со моментот, па ако мора, и ќе го направиш тоа, нели? Од друга страна, интелектуално, кој маж може да биде супериорен интелектуално само затоа што е маж? Тешко. Тоа е она што јас во оваа професија како наставник, нели, кој што е веќе некој континуитет од, бога ми, 10 години, тоа е она што јас се обидувам со девојките. Ама исто така и со момците. Јас сум мајка на машко дете. Каде што, верувајте ми, не секогаш главната едукација, поддршка треба да биде повеќе насочена кон девојчињата. Дека девојчињата треба да се изборат за своето. Верувајте ми, мајки на машки деца, некако дојдов до заклучок дека поважно е со машките да се работи. Со машките деца да се работи. Да научите дека ништо на вас не ви е дадено, не знам, од Господ или од некоја виша сила. Ништо тука не е заслужено само по себе и дека, извини сине, ама
можеш да переш, можеш да пеглаш, можеш да чистиш, имаш 18 години, живееш сам, повели твоја работа. И како мајка успеав да го постигнам тоа, така да од негова 18 година јас не чистам, не перам, не пеглам за него, живее сам, апсолутно независен. И сметам дека треба малку повеќе да се потрудиме со машките деца, а после и со девојчињата. Тоа ги учам секогаш девојките во училиште, предавам во средно училиште, каде што не сте вие предодредени некому да му удоволувате. Зошто? Ако не бидете срекни сами со себе, ако не бидете задоволни со она што го правите, со она што сте го постигнале, тогаш никој не може вас да ве направи среќен. Морате да научите да се изборите за себе си. Никој ништо нема да ви даде. Безусловна е само љубовта на мама и на тато. Се друго мора да се одработи, мора да се заслужи и мора да се постигне. Кога тоа ќе го научат девојките, тогаш мислам дека ќе имаме нови генерации на жени кои што ќе бидат исполнети и како сопруги и како професионалци. Секогаш се обидувам со девојките да им кажам, не е предодредено да бидете сопруги. Ваша е одлуката дали сакате брак или не сакате брак. Не сте предодредени да бидете мајки. Повторно е ваша одлуката. Апсолутно имате право да одлучите не сакам. Тоа е мојата одлука, тоа е мојата природа, тоа е она што јас сакам. Мојата главна порака е предрасуди? Не. Нема. Секој може да го постигне тоа што го сака, тоа што му е важно во животот. Ти благодарам многу. Одиме повторно со Марија. Равноправноста, за која што збориме, помеѓу мажите и жените во оваа сфера е стварно значајна. Ова вклучува рамномерна представеност на жените во индустријата и стимулирање на нивната улога и влијание во одлучувачките позиции и техничките тимови. Какви предизвици имавте вие, токму да бидете на оваа позиција? Па би рекла дека предизвикот, односно со кој што јас се соочив на некој начин, не е баш ни предизвик, туку бидејќи работам за англиско-американска организација и стапувам во контакт со различни представници од приватен сектор, од невладин сектор, ширум светот и кога ќе им се јави девојка на онлайн состанок Марија Ѓоргиева, па со презиме што тешко можат да го прочитаат. И обично првото прашање е, ама како вие од Балканот стигнавте овде? Одговорот на тоа е никогаш не го одбрав полесниот пат. Имав можност да работам нешто што е традиционално за филолог по англиски јазик. И ми беше дадена понуда на 2 пати да работам во државниот сектор. Но како совет да речам за секоја личност, млада личност, без разлика дали сте машко или женско, јас би рекла е бидете храбри да експериментирате и да видите што вас најдобро ви лежи на вашиот карактер и на вашиот темперамент. Покрај тоа што ми беше, да речем, на 2 пати понудено да бидам професор, сметам дека да бидете во образование и педагогите како не е лесно. Мојата мајка беше професор 40 на години и е навистина благородна професија и е доста со сериозни предизвици кога работите со млади луѓе. Но за мене беше некако секторот многу спор. И јас одбив и реков, окей, јас ќе пробам нешто друго. Па макар и да е трнлив и траурен патот, си додека не си го најдам своето место под небесниот свод. Јас би рекла дека да, храбри и секако треба да ве води страст. Значи да го слушате онај внатрешен инстинкт, дали вас одредена компанија и компанијската култура ви одговара вам. Сум се нашла во ситуација каде што и ова не е во сајбербезбедносниот сектор, но е во IT секторот, каде што бев на интервју
И замислете, во текот на интервјуто ме прашуваат, почнуваат да ми поставуваат прашања за личниот живот. И дали имам дечко, јас викам чекај сега, застани. Како што доаѓаат прашањата, почнувате да размислувате, викате каква врска има ова со задачите кои што јас ќе ги извршувам на работнава позиција. Апсолутно нема никаква назост. И во тој момент јас не да речам се спротивставив, но мојот одговор беше буквално тоа. Се извинувам, но каква врска има мојот личен живот со професионалниот? Нема. Да, јас сум таа што, нели, дома е една Марија, но на работа и кариерниот развој ви е една друга, да речам, линија и патека од животот. И не треба да ги било кој работодавач, ако стварно знае и добро да ги цени, да ги вреднува своите вработени, нема да биде заинтересиран за дали сте вие мајка и кога планирате да бидете мајка, туку ќе биде повеќе заинтересиран за вашето искуство, дали сакате да научите и да се надоградите со цел да бидете попродуктивни, нели, на работното место. Интервјуто заврши со тоа што јас му се заблагодарив и то беше менаџер, односно собственик на компанијата, и во тој момент јас реков, оке, ви благодарам со оглед на низата прашања што ми ги поставивте, малку подобро се запознав и со вашата компанија и гледам дека не си одговараме. Беше наистина зачуден на тоа и јас, за мене во тој момент заврши интервјуто и ја напуштив канцеларијата и си заминав. Ќе наидете на секакви ситуации, но и пријатни и непријатни, без разлика за кој сектор ќе се одлучите да работите, дали ќе бидете воено лице, дали ќе бидете оджачар, не знам, педагог, психолог, доктор, но работете напорно и кога работите искрено и страстно, резултатите ќе зборуваат за вас. И луѓето кои што знаат да вреднуваат квалитет, кога тогаш можеби нема да ве побараат во моментот кога вие ќе посакувате или се наделате, но прашање ќе биде на време кога ќе тропнат на ваша врата и ќе побараат да се консултираат со вас или да им се приклучате на нивниот тим. Ти благодарам. Зорица, создавањето за потребата од рамноправност за жените доведува до развој на политики, иницијативи и промени на закони кои ги поддржуваат жените во нивните амбиции и потреби. Оваа борба за рамноправност и инклузивност продолжува да биде важна и актуелна во современиот свет. Сте биле постар водник, поручник и капетан. Со какви предизвици исто така и вие се соочивте? Знаете како, предизвиците се зависи од која страна ги гледаме. Моите предизвици започнаа, значи, уште на најрана возраст, затоа што сум порасната во семејство, значи татко ми исто така воен пилот и човек кој што секогаш бил пример и огледало во кое сум се гледала за тоа како треба да изгледа една личност. Сакав уште многу одамна, значи имам слики уште од многу малечко облечена во неговото летачко дело, па така подвратено и слично. После 2001 година изразив желба да бидам дел и во служба на армијата на нашата држава. Меѓутоа не најдов баш на разбирање кај татко ми, па зашто, па ти си сега на факултет, па ќе го запостиш факултетот, нели млада девојка, пара, плата и така натаму и така натаму. Но упорноста моја беше дефинитивно победи и во 2003 година првиот предизвик беше, значи, што се пријавив на конкурсот за стручно оспособување и усовршување тогаш за подофицери, затоа што се уште го немав завршено факултетот. Самото пријавување се дава можност на сите кандидати, значи, потоа одат оние проверка на здравствената и психичката состојба, психофизичката подготвеност и нормално потоа ранг листата и интервјуто врз основа на кој што се знае дали ќе бидеме или нема да бидеме за жал дел од армијата. Поминав и од 2003 година гордо, значи со гордо зборувам дека сум дел од истата. Морам да кажам дека не е се така идилично, затоа што се што е ново и како почна бројот на жени да се зголемува во армијата, им бевме чудни така, не гледаа малку бледо и чудно. Па дури можеби со недоверба дали уствари ние ќе можеме заедно со нив да ги извршуваме
работните задачи. Во многу ситуации се покажа дека не само што сме рамо до рамо со нив, него и во одредени ситуации многу подобро и поквалитетно сме одговориле на зададените задачи. Ќе кажам само едно, со секој, без разлика дали е тоа армија, дали е тоа било која друга институција, морате да имате свој став, своји принципи, до каде, како и како сакате уствари да се одвива соработката со колегите, еден коректен однос, едно почитување, честно работење и одговорно и достоинствено носење на униформата, само толку можам да кажам. Ти благодарам. Јасмина, што би предложила во вашата професија за да се подобри пристапот за жените кои што би сакале да бидат дел од истата и да има сигурност во работните средини? Што да се подобри? Пред се менталниот склоп. Кога јас прв пат отидов, од кога се вратив, нели, од Хрватска и кога прв пат отидов со нашите мајстори од Скопје и кога една господја ми рече: "Што е ова, сте ми пратиле од Чачар, кај јас барав од Чачар?" Добро, полека, работите си слегнуваат, луѓето се навикнуваат. Последната група со која што работев беа многу повеќе, беше женска група, беа девојки. И двајца машки, кои што не беа ни близу до успесите на девојките. Беа подобри во практичната настава, беа значително подобри во теоретската, беа многу повеќе борбени, многу повеќе заинтересирани. Моментот, јас можам, кој ќе ми каже дека не можам, кој ќе ми каже кои се тие предрасуди, до кога? Ајде да видиме сега. Дали се качувавме, последната група имавме пракса дел во Македонија, дел во Баварија, во индустријските оджаци кои што се широки по 2 метра, 3 метра и кога се качуваме од внатре низ оджакот и кога рековме, окей, ајде да видиме како. Девојка, машко. Знаете што? И тоа како беа повнимателни, побрзи, поефикасни, подобри во секоја смисла. Така што да се разбереме, оваа професија гледана од страна звучи малку романтично. Оджачарот носи среќа, да се разбереме. Јас официјално сум носител на среќа за Македонија. Кој ќе се поздрави со мене после тоа? Ете така, да, баш тоа. Звучи романтично, звучи фино, ама професионалноста, одговорноста, тоа е она што ја прави професијата да биде успешна. Добро, физички не сме рамноправни, би рекол некој, јас би рекла, па добро, нели? Тоа е физиологија. Само физиологија. Ама техниката што не спречува да бидеме подобри или полоши. Апсолутно. Што сакам да кажам? Девојки, што и да намислите, што и да ви интересира. Пилот, армија, архитект, наставник, апсолутно нема нешто кое што јас можам да кажам дека не е за женско. Искрено, баш нема нешто што јас можам да кажам дека ова стриктно не е за женско. Ниту пак ќе кажам на син ми дека ова е женска работа, држи се ти до машките работи. Апсолутно. Ти благодарам. Марија, како можеме да го стимулираме интересот на жените за професии во области како наука, технологија, инженерство и да ги намалиме предизвиците со кои се соочуваат во оваа област? Па јас би рекла малку повеќе реклама за опциите што постојат кога станува збореве конкретно за сајбербезбедносниот сектор. Има навистина голем опсек на стипендии ширум Европа
и некои од амбасадите во нашата држава објавуваат дека нудат стипендии за сајбер безбедност. Но од моја гледна точка, како лице кое што веќе малтене не цела година работам во сајбер безбедносниот екосистем, сметам дека до крајниот корисник, односно до младите, не стигнува таа вест и не се доволно информирани со цел да може да ја испознат таа можност за развој, за одскок, за или да буквално да си ја пробаат среќата и да видат дали тоа нив им одговара и дали тие можат после понатака да бидат продуктивни и да допридонесат за не само развојот на националниот екосистем, туку општо развојот на тој сектор. Оно што мене малку повеќе пак ме загрижува е тоа што и јас бев навистина вчудено видена и воедно и разочарана кога тоа го дознав. Во IT секторот има компании кои ги плаќаат помалку програмерките од програмерите. Само заради тоа што како програмерка газдата на компанијата знае дека во одреден момент вие ќе одлучите да бидете мајка и автоматски само заради тоа што вие значи ќе одлучите да се посветите и на својот личен живот, вие сте казнети. Што е крајно нефер. И е сурово и не мислам дека не поттикнува благопријатна тимска атмосфера, без разлика колку и вие да го балансирате со тимот, колку програмери и програмерки ќе вработите. Пострашна е информацијата што ја добив, каде што имало и момент каде ве враќаат на стартната плата. Платата со која што сте почнале да работите и покрај тоа што вие сте изминале години во компанијата. Кога бевме дел од Југославија, ова не го кажувам како носталгија за тоа време, но тоа беше забрането со закон. Мајка ми како образован и човек кој што беше активен на пазарот на труд, незината плата не се разликуваше од платата на незините машки колеги. И искрено немам ништо против ако колега мој допринесе повеќе за компанијата и организацијата од мене да биде соодветно награден. Тоа во IT секторот најчесто доаѓа во форма на бонуси. Ама тогаш значи системот е по заслуга, а не врз основа на кој род сте вие, кој пол сте вие. Сметам дека тука треба приватниот сектор да биде одговорен, па и да се покажи со прст спрема работодавачите и да видиме како на институционално ниво да се реагира и да се спречи значи нееднаквоста во однос на финансиска компензација, бидејќи врз основа на пол. Треба да биде врз основа на вашите резултати. Колку вие сте тимски играч, колку добро комуницирате, севкупно колку допринесувате за развојот на секторот или на компанијата. Ти благодарам. Зорица, како вие се соочивте со сите предизвици што ви излегле вас на патот низ сите овие години во вашата кариера? Што би препорачали исто така за да се намалат? Знаете како, кога ги слушам моите соговорнички, кога зборувате поготово во приватниот сектор, не би можела да кажам дека тоа се случува во армијата, затоа што во армијата тоа е регулирано со законот за служба, нема мажи и жени, значи таму сме сите еднакви во делот на унапредувањето, во делот на примањата, значи се знае платата се утврдува по одредени критериуми кои што се исти за мажите и за жените. Постојано, еве во моментов се спроведува анкетирање со кое што има за цел истото, да се увидат кои се негативностите и што треба да се превземе, а со цел подобрување на недостатоците можеби кои што се појавиле во однос на тоа во делот на опремата за маж и за жена, значи мора да постои разлика затоа што и самата конституција на нашето тело е поинаква. Во делот на обуките, на унапредувањата, а се со цел нели да бидеме уште подобри и да можеме да бидеме споредливи со земјите во регионот. Предизвици имало и ќе има.
мораме цврсто да стоиме, желбата постои, одговорно и едноставно со поддршката која што имаме и од семејството, конкретно јас, значи и од родителите, и од сопругот, и од моите двајца синови, значи мислам дека ништо не е предизвик, него е само една достижна цел. Ти благодарам многу. Како успешна жена, архитект од Зачар, како може да се инспирираат и мотивираат младите да го следат патот кон успешноста во вашата област и да ги надминат сите предизвици кои што може да им се појават на нивниот пат? Пред се позитивна приказна, позитивен пристап, многу работа. Имам среќа што можам да работам со млади луѓе. Бев комплетно изненадена кога Ана ми се јави за конференцијата и кога излезе дека предлогот дошол од моја ученичка. Кога излегува дека моите генерации од деца кои што ми поминале низ раце, кои што ми поминале низ ум, многу повеќе, дека сум била за нив позитивен пример. Сум била за нив нешто што тие сакаат да го достигнат. Значи, личниот пример. Не правиме ништо со тоа јас сакам да бидам. Направете ја најдобрата верзија од себе. И тогаш ќе бидете добар пример, тогаш ќе бидете почитувани, тогаш ќе бидете па и сакани. Иако сметам дека нели поважна е почитот е пред тоа некој да биде сакан, личните достигнувања. Кога ќе стигнете на ниво кое што вас ќе ве задоволи, искрено јас не сум најзадоволна со моето ниво, сметам дека има уште многу што можам да дадам, уште многу што можам да направам професионално како архитект, професионално како оджачар, професионално како едукатор и на оджачари и во формалното образование. Секогаш може да направите повеќе, работете на себе и така ќе ја заслужите почита понатаму. Ти благодарам. Како може да се зголеми мотивацијата на младите жени да се вклучат во областа на сајбер безбедноста и да изберат кариера на ова поле? Па јас би рекла дека исто може би треба само да се примени истата тактика, нели, кога имаше на почетокот IT секторот кога стануваше популарен во Македонија, сега веќе кулминира. Бројот на машки, односно на програмери, како беше многу поголем, ако не и 3 пати, 4 пати поголем од бројот на женски. Буквално не дека посебно беше акцентот на ајде ќе одиме кај девојчињата по средните школи, па ќе фрламе децата кон женската популација. Туку едноставно беше ова се бенефициите кои што секторот ги нуди. Истата тактика, добри плати, една во однос на нудење на нови идеи или креативност во нудење на нови решенија во самиот процес на работа. Сајбер безбедноста како напредна технологија, како и другите, да речеме, граници од IT секторот, не се разликува. Малтене, тие се, да речем, прототипи кои што се карактеристики кои што се типични за сите IT огранаци. И бидејќи е напредна технологија и бидејќи навистина многу брзо еволуира, конкуренцијата е, јас би рекла, огромна, но воедно, еве чисто како податок, значи ова е на континентална Европа, не само Европската унија, 300.000 има отворени работни позиции во сајбер безбедносниот сектор, кои што допрва треба да се пополнат. И тука не станува збор само за технички експерти како етички хакери или како тестери за пенетрација. Тука станува збор за луѓе кои што ќе бидат инволвирани во градење на во пишување на легислатива, градење на стратегија, дали е тоа на национално, регионално ниво, во продажба, изработување на хардвер, што значи дека имате простор вие да го истражите полето и да се докажете. И како што многу е полесно, мислам, да се развивате вие заедно со развојот на еден сектор. Ако го фатите секторот малку на помалку зрели нозе,
Мислам дека има многу повеќе простор се нуди на луѓето за да се вклучат, да го задоволат тој недостаток на човечки капитал, кој што очигледно постои, и да видат како можат и тие да допринесат и да го пополнат не само со тоа што ќе бидат таму, туку навистина да допринесат во развојот на секторот. Ти благодарам многу. Вие што би кажале за младите како да го изберат вашиот пат? Најнапред мора да постои желба да се биде во униформа, тоа е прво и основно. Второ, да се биде дел од армијата е чест и одговорност и привилегија, но самото носење на униформа е и голема тежина. Како офицер во армијата со 20 години работно искуство, значи можам да си дозволам да ги повикам сите млади девојки кои што сакаат да бидат дел од армијата, да се охрабрат, да немаат предрасуди, цврсто да газат кон својата цел и остварување на своите сонови и верувајте ми, добре дојдени сте во нашето големо семејство, армијата на нашата република. Благодарам. Ви благодарам што бевте дел од нашата панел дискусија за нетипични жени во сферата на нетипични професии. Нешто што можеме и мораме да го промениме во иднина. Низ примерот на успешни жени кои мотивираат и даваат инспирација за младите девојки да ги следат своите страсти и да се вклучат во смелото проширување на хоризонтите на своите кариери. Ви благодарам уште еднаш. Овде јас ке ви се заблагодарам што со огромно внимание ја проследивме и втората панел дискусија. Се надевам дека и приказните на овие жени допреа до сите вас и секако не инспирира и не мотивира. Почитувани, сега ќе ве поканам на ручек пауза во ресторан Белведере, а веднаш потоа во 14:45 часот се враќаме повторно овде да ја проследиме и останатата програма од самата конференција.